Одржале свадба иако биле позитивни на COVID-19. Младенците без да пријават симптоми на лекарите примиле терапија, на резултатот од брзите тестови не верувале. За случајот се дознало откако на зетот му се влошила состојбата. Преку ваквиот пример, доктор Илчо Евковски од Тетово на социјалните мрежи алармира на сериозноста на ситуацијата и укажува дека неактивноста на луѓето во секоја смисла од лична хигиена до вакцинација, поред него е одлука да се дозволи оваа пандемија да продолжи да бесне. Токму семејните прослави според епидемиолозите се причина за зголемувањето на бројките на новозаразени. За да постапат по ваквите примери, од Државниот санитарен и здравствен инспекторат вела дека најпрво треба да имаат име и презиме на лицата. Од клиничката болница во Тетово не знаат за конкретниот случај, но потврдуваат дека најголемиот дел од пациентите присуствувале на некоја веселба. Сега детални вакви анкети ја немам случно. Тоа ли неверојатно, тоа се врти секојдневно. Од и свадби има, да, и текако. И сега секоја замислите колку време им треба на лекарите да земат квалитетна ова епидемиолошка анкета, па социјална анкета. Граѓаните согласни дека кај народот нема дисциплина. Луѓето треба да припазат на овие собири, ни свадби што се однесува или на овие други журки што се направат. Недисциплина, само дисциплина немаме и тоа. Луѓето немат маски, се соберат. Деновиве има секојдневно нови приеми во Тетовската болница. На оделенијата се лекуваат 47 пациенти, најголемиот дел од нив се на кислородна поддршка. Најмладиот е на 37 годишна возраст без коморбидитети. 6 пациенти се вакцинирани со една доза, 5 со 2 дози. 67 амбулантски прегледи на дневно ниво е знак дека ќе има нови приеми во следниот период. Еве видите сега преполно е Тетово. Не знаеме уште што ќе биде после 1-2 недели, а според ова еве имавме 7-8 приеми, имаме ностоп нови приеми. А овие амбулантски прегледи што ги имаме преку ден, што ги прегледат нашите лекари, укажуваат на тоа дека секој ден кај нив се влошува на следната состојба, така да се потенцијални пациенти кои што ќе бидат примени. Ова е као прогноза. Инаку бројката на активно болни во Тетовскиот регион веќе извесен период е троцифрена.